Во насоките со кои излезе Министерството за образование да се направат заложби со кои учеството на младите во спортските активности ќе стане помасовно, а ќе се организираат поголем број натпреварувања, се и традиционалните општински мегдани на кои се избираат екипите што ќе не представуваат во регионот. Организацијата на училишен спорт од Крива Паланка се донава може да се пофали с убави активности и со исклучително организиран пристап. Овој пат се вклучени поголем број ученици кои што имаа можност да избираат од подолга листа на спортови. По дуелите во одбојка наред беа следбениците на кошарката. Најдобрите општински училишни екипи во овој спорт надпреварите ги одиграа на теренот на основното училиште Илендер, додека настанот беше во соработка на Агенцијата за млади и спорт и Организацијата на училишен спорт на Македонија. На мегдан за кошаркарската чест на општината излегува училишни екипи на Јоаким Крчовски и на Илендер, составени од момчиња и од девојчиња. Првиот човек на училиштето домакин Оливер Дејановски, пожелувајќи им добре дојде на сите, истакна дека е задоволен од квалитетот на играта, а сега го порача да победат оние кои што се подобри. Можете да приметите дека ова прекрасна атмосфера каде што учествуваат и машки и женски ученици во кошарка, во одбојка. Прекрасна атмосфера каде што можеме да кажеме дека учениците се дружат меѓу себе, се запознаваат меѓу себе, не само да се видуваат некаде на кафе или да седнат, сакаме да кажеме да се запознаваат и преку спортот. Јас сум задоволен од целокупната организација заедно со моите вработени и можем да кажем дека ние како единствена школа која што има активна сала за вакви активности, се надевам и наредните години ќе учествуваат и другите училишта во овие општински активности и сум задоволен од целата таа организација. Како пионери на овие активности, заедно со Министерството за образование и Министерството за млади и спорт, Агенцијата за млади и спорт, од година на година се поголемо учество ќе има и повеќе ученици кои учествуваат во овие активности. Во последниве неколку години во Крива Паланка се создадоа многу клубови и се отргнаа учениците од улица. Така да и самите училишта ова година преземат активности да се формираат училишни клубови, кои што тие веќе подолго постоje, но сега поактивно ќе постојат. И се надеваме дека во младите моќта и силата и заедно со Министерство ќе се постигнат поголеми резултати. Што се однесува до надпреварите, тие понудија квалитет и одлични потези. Разбирливо ако се знае дека повеќето од учениците тренираат во локалниот клуб. Први настапија момчињата, подобро се покажаа гостите од основното Јоаким Крчовски, триумфирајќи со вкупни 34-21. Илендер беше добар како домакин, затоа што ривалите победија и во женскиот меч со 24-21. Ова носи виза за настап во регионалното училишно кошаркарско надпреварување. Зонскиот победник ќе добие можност да игра бараж и да има настап во државното надпреварување, кое се одржува кон финишот на учебната година. Задоволни од прикажаното, одговорните наставници по физичко образование и од двете училишта наведоа од нашата општина ќе се представи уште во фудбал и во борење. До сега слушавте за бројните спортски успеси на младите кривопаланчани на регионалните и на државни надпреварувања во повеќе дисциплини веќе неколку сезони, а токму овие спортски јуначи се нивните потенцијални наследници. Како и да е, денот во основното училиште Илендер беше исполнет со дружење и спортски надпревари, со што целта е постигната.